Денеска и во следниве неколку недели сакам да зборувам за една наша омилена тема. Верувам на сите нас омилена тема, а тоа е одговорност. Викнете ги вашите пријатели, викнете ги вашите деца. Мислам дека децата, сите родители добро да ги донесеме децата и да видат, слушај што ти вика пастор, слушај што ти вика пастор цело време. Затоа што како да кажам, одговорноста е тема која што нас не инспирира сите. Сите сакаме да бидеме многу одговорни и треба да бидеме, како да кажам, треба да бидеме реални во однос на ова нешто. Не е едноставна работа, ама сите ние сме западнале во некаква ситуација во живот, во некој проблем заради тоа што ке нас отсуствувала одговорност. Односно, има појава на нешто што стручно и теолошки се нарекува неодговорност. Значи мислам дека тоа е еден момент кој што сите сме го искусиле и она што беше можеби на некој начин во она претходна држава тука наша охрабрувано, тоа беше одредени форми на неодговорност. Јас сеќам дека бев дете, бев мал и некој ми кажа дека нашиве најдобри места, значи најдоброто место, описот за најдобрите места во таа бивша Југославија или во нашата бивша држава беа срочени во една реченица, а тоа е што? Кој бе најдобрите работни места? Таму каде што се клати врата и се прима плата, така. Значи тоа беше, ако добиеш такво нешто, и видите, генерации на деца беа спремани да ги преземат ваквите работни места, заради тоа со една насока која што гласеше учи дете за да станеш што? Да станеш директор или учи сега за да не мораш да работиш, така. Биди сега одговорен за да бидеш неодговорен цел живот. Значи тоа, видите, тоа кај нас тоа е награда. Значи учиш ти, не знам, у средно 4 години, факултет 4 години и одеднашка не работиш више 40 години, нели? До пензија не работиш и во пензија викаш, добре се пензионирав, можам малце да одморам. Значи тоа се тие некои кај нас моменти на одмарање од одмор, на концепт на одговорност и на тоа што ви го кажав стручно и телошки се нарекува неодговорност. Морам да ви кажам една работа, јас како пастор на оваа наша црква, многу често, верувате ми, во најголем дел од случаи кога некој ќе рече сакам да поразговарам со тебе, имам нешто за кое што сакам да разговарам. Многу често тие разговори се однесуваат на некој друг. Значи, ако е тоа брак, може да биде, пасторе, ти не знаеш жена ми уствари. Значи, она вака фина ти изгледа и сега, јас си викам, што фајде од тој моабет, нели, што фајде од тој разговор, кога жената прво не е тука, и тоа искрено најчесто го доживам како буцкање некакво, или не знам како нас очуен, као видиме, и најчесто нели што е, видиме јас колку сум одговорен и добар, а жена ми, ако само имаш прилика малце, нели, да поразговараш со незе или да гледаш вака како она не те гледа, пошто е многу опасна, ќе сватиш за каква жена стана. И обратно, значи, или секојаш некои конфликти кои ќе се донесат на маса, на мојата пасторска маса тука преку улица, нели, секојаш е можеби јас сгрешив и тоа е една мала реченица и после тоа отприлика саат типол како другиот придонел да се направи нешто што се направило. Тоа се често пати нашите ставови кон одговорноста, односно кон неодговорноста. И мислам дека и те како е важно ние да позборуваме овие неколку недели, дека имаме од Бога мандат, дека имаме од Бога повик, дека имаме од Бога мисија да превземеме одговорност за нашиот живот. Да превземеме одговорност за секој сегмент од нашиот живот во кој што ние функционираме. Да не влеземе во една замка, во еден лавиринт заплеткан кој што горе доле гласи сите се криви и сите направија свој дел за јас денес животот да го живеам вака како што го живеам. И знаете што? Значи во некој случај можеби животот не гадал, сме живееле тешко, што иде, ама сметам дека постои наш дел на одговорност кој што не може никој друг да го превземе освен јас за себе и ти за себе. И колку и да ние се обидуваме да бидеме, како да кажам, меки према нас самите и тврди према другите, да бараме секој вина дека некој други, суштински секој еден човек е библиски, што значи од Бога повикан. Јас и ти сме библиски повикани да превземеме одговорност за нашите животи.
И мислам дека оно што сакам на самиот почеток да го кажеме следно, дека кога ти не преземаш одговорност за ниту еден дел од твојот живот, а бараш сите други да преземат одговорност за нивните животи и за нивниот инпут во твојот живот, живееш во илузија. Живееш во илузија дека ти си безгрешен или безгрешна и дека тебе само животот те навел во одредена ситуација, во одредена насока, дека сите други се виновни и дека само ти веројатно немаш никаква вина за твојот живот. И тоа е ова го кажувам заради тоа што ваквиот став е опасен став. Значи опасен став затоа што е прво нереален став. Нереално е дека јас или ти одиме низ нашиот живот целосно невини, значи ние немаме, секогаш сме исполнувале нашата одговорност, а сите други се всушност тие кои што се неодговорни. И мислам, затоа и претпоставам дека се насмеавте, еден од најголемите проблеми со одговорноста, односно каде најповеќе се согледува е во кругот на нашите семејства, со нашите деца. Кога ги воспитуваме, кога им викаме, знаеш што, не е добро пешкирот да го оставаш на патос. Или не е добро книгите да ти бидат расфрлани на биро. И оно што е многу интересно за мене, кој ќе ми речат некој, децата се ангели, што е, не знам како се вашите деца, моето дете има секогаш 101 изговор зошто книгите треба баш така да стојат во тој момент и зошто совршеното место за пешкирот е баш во тој ќош кај што е фрлен и во таа положба каде што е фрлен. Значи горе-доле многу брзо и од рани години ќе видите и вие кои што сте млади татковци тука помеѓу нас, на многу рана возраст децата го пројавуваат овој механизам. А тој механизам многу, јас не сум виновен, ја не сум крив. И секојаш прстот е кон некој друг. Тоа е за мене феномен. Дури кога работата е очигледна. Значи, собата е Хирошима и одеднашка малечко детенце кој што е 2-3-4 години ти вика, ама јас ова не го направив. И дури има тука некои фантастични приказни, веројатно на некои митски битија кои што дошле и растуриле собата, ама ние знаеме дека собата не се растурила само од себе, туку дека се растурила со една макотрпна работа на поединецот или поединката на нашето дете кој што живее во таквата соба. И многу ми е интересно кога јас барем во моето искуство на татковство, понекогаш со мојата ќерка многу одлучно ми викаше, тато, јас немам никаква вина во однос на ова. Никаква вина. И собата е Хирошима и некој е виновен. И јас тогаш и викам, знаеш што? Ај сега викам пошто ти не си виновна, сакам да кажеш една реченица која што според мене е вистинска реченица за ваква ситуација. Да ми кажеш, тато, јас се растурив, ама твоја должност е да исчистиш собата. Знаете зашто го кажувам ова? Затоа што сакам од таму да почнеме. Да почнеме таму од едно место кој што ние сме го искусиле во нашите животи, а тоа е следно, дека секоја моја и твоја неодговорност станува нечија одговорност. Многу интересно, повторно со децата, ќе се врати малечко дете и не расчистило собата и некој ја расчистил собата во меѓувреме и вика, собата е исчистена, нели, супер. Ја пак ја растураме, некој веројатно пак ја, додека не бидеме цврсти да кажеме ќе мора се што да растураш да си чистиш. Мојата и твојата неодговорност се секогаш нечија одговорност. Секогаш нечија одговорност. Сега да ви кажам еден пример од Македонија. Еден за мене фрапантен пример од Македонија. Дека имало неколку илјади луѓе кои што примале плата, а не оделе на работа. Мислам дека е ова најновиот пристап кон работата, платата, значи ова нешто, видите, Македонија, како што знаете, библиска земја, и ова само со молитва, длабока молитва и со пост можело да дојде ваков концепт да се достигне. Значи 2, 3, 4 илјади луѓе да не одат на работа. Замислете, не одиш на работа, а си взимаш плата. И луѓето реагираа во јавност и мене ми е многу интересно кога излегува бранители на ваквиот концепт на работа и викаат, знаете што, они не се криви, па знае, и они се луѓе, и они се ова. Знаете што е целата работа? Каде е белјата оваа приказка? Каде е белјата во фактот дека неколку илјади луѓе не иделе на работа, а примале плата? Може би некој си знаете од нив, шо правиш, на терен сум. Теренот е некој кафич, значи макијато, еспресо, тоа се тие теренски работи во овој случај, шетање поред Вардар, не знам каде на друго место.
Знаете каде доаѓа беѓата? Дека некој мора да превземе таа неодговорност, таа неодговорна нечија одлука и тие што се согласиле дека ќе бидат дел од таквиот еден пакет, значи некој морал да биде неодговорен и од друга страна некој таа нечија неодговорност некој друг морал да ја превземе, да ја прифати како своја одговорност. Што тоа значи? Па тие луѓе морале да примат плата врз основа на нечии труд и на нечии спечалени средства. Ме разбирате што сакам да ви кажам, така? Значи некој морал да работи, од некаде морале да се слеат тие пари во буџет, за да може некој да влезе во ваквото магично сценарио на неодење на работа, примање плата. Можете да замислите такво интервју за работа. Добар ден, како сте? Да, ние сме компанија која што вработува луѓе, но имаме еден страшен услов, значи. Не смеете да дојдете на работа. Мора да бегате, имате забрана, значи 2 километра околу работното место, никако не смеете да бидете видени во таков еден радиус. И тоа е тој момент во кој што кога е дете ние може да се насмееме, ја фрлило играчката, кој е некој малце поголем, значи како што си растат децата и како што станува збор за луѓе со повеќе години, се помалци и помалци се смешни овие работи. Се помалци се смешни овие работи. И затоа и гледавме на телевизија дебати токму за ова прашање. Како е можно некој да не оди на работа, а да прима плата? Значи не е више ни клати врата. Ова е клати врата апгрейд 2.0. Значи ова не треба ни вратата да клатиш. Значи ова си седиш дома и уживаш и тебе ти стигнува плата секој месец. И некој реално мора да работи. Некој мора да работи 7, 8 и повеќе сати, не знам, 9-10 сати за тој друг да може да биде во свој топол дом веројатно или не знам каде и да прима плата. И ако се сеќаваме ние нашиот живот, поготово кога сме растеле и кога сме правеле бели, и кога сме биле можеби кратковиди, сме си викале јас сега можеби си терам по мое. Мислам вака, можеби мојата кратковидо секогаш во наредни години на кои што може да се сетам се однесува на оценки на тромесечина и на полугодие. Ја некако све мислев дека кога ќе ме фатеше една мрза опасна, другарите се надвор, ќе се погоди фино време у септември и октомври месец, уште може да играме фудбал, уште може да играме баскет. И си викам, што иде на тромесечие, некако магично тие оценки ќе се претворат у супер оценки до полугодие и никој ще се претвори. И после нели молитва, после си викам само мајка ми да не ги види оценките, само да не ги видат овие. И после тоа реално гледано, тоа што би не беше највише срав, е таа моја неодговорност, реално во тоа време барем, сега не знам како стојат работите, во тоа време тоа значеше дека еден родител ќе биде опоменат пред сите на тие родителски собири, ќе кажат Никола Галевски попушти со своето не со здравието супер беше, Никола попушти со своите оценки, со својот труд и еве родителот е тука, ве молиме, тоа бе малце поостри наставници, поинаков малку воспитно образовен систем. И разбираш дека едноставно ниједна работа не може да се сокрие под тепих. Туку дека секогаш мојата и твојата неодговорност, секогаш мојата и твојата неодговорност станува нечија одговорност. Во секоја сфера. Сакате финансии? Ја ќе си трошам колку што сакам и еден ден, знаете што, бегајте од овие сценарија. Кој некој ќе ви каже, ја ќе трошам колку што си сакам и во еден момент ќе отидам на брод или ќе отидам у рудник за злато или за ураниум. Значи, тоа се све сценарија кои што значат само неспремност да се соочиш, некој да се соочи со нечија со сопствена одговорност и секојаш таа одговорност паѓа на најчесто на тие што се најблиски, на тие што се околу него. Нема трета. И знаеме многу такви примери во кои што нели се било фино и лесно и не е проблем, ја ќе си стерам вака. И на крај колапс. Неодговорност на живот. Ќе кажам сега вака, не е ова некоја, не знам, преголема критика, ама нешто што мене искрено се поише ме плаши, тоа е воопшто како нашиве деца растат во наша држава. И тоа да кажеме во оној тинејџерски период и понатаму низ своите 20 години во однос на биоритам. Значи, искрено, мене понекогаш ми е страв да се јавам кај некој во 1 2 сат после пладне затоа што спијат. И онака, ало, шо приш? Не, да не спиеш. Не, лежам само. Никој не лежи, ме разбирате. Никој не лежи, значи тоа е тоа. Тешко таа неодговорност реално. Тоа отсуство на работна етика.
Нешто што ни од Бога дадено. Ќе видиме сега, ќе читаме 2 стиха. Од Бога дадено, 2 пастоси. Кои што викаат дека ние сме повикани да работиме. Морам да кажам едно нешто, како држава, како народ овде, сите, да бидам политички коректен, граѓаните на Република Македонија, ние купивме една идеја дека капитализмот значи дека ќе направиш 2-3 трика, ќе направиш многу пари и животот ќе ти биде песна. Не видовме многу песни такви во оваа наша држава. И тие што ги испеа некој молски завршија, некој тажно завршија, со амол, со емол, со такви некои акорди. Не беа тоа баш највесели песни. И ова ви го кажувам заради тоа што јас верувам во едно нешто. Сеќавате декември месец 2016 кога ви зборував за една тема да си го анализираме, да си го валоризираме, евалуираме нашиот живот. Сега сме прилика декември 2017 година. И мислам дека не може да влеземе подобро во следната година, која што започнува за месец дена скоро, освен ако не земеме ова нешто сериозно. Дека Бог од мене од тебе бара одговорност. Сакале ние или неќеле еден ден овде додека сме и еден ден кога ќе се сретнеме со него, значи Бог од мене од тебе ќе бара одговорност. И нема да не праша каква е нашата култура, дали луѓето биле одговорни или не одговорни, секој еден од нас, тоа е библиското упатство дека секој еден од нас ќе има можност да застане пред Бог и ќе има можност да даде отчет за својот живот. И јас затоа си реков вака, ајде подобро да неколку недели поразговараме на оваа тема, подобро неколку недели да можеби да се присетиме на оваа компонента која што не ни е мила. Ако ние видиме дури и во филмовите, во уметноста, општо во културата, во најголем дел оние ликови кои што нас ти се промовираат преку уметнички средства, значи преку уметнички изрази, во еден поширок спектар на израз, тоа се нели оние автономни, независни, неодговорни луѓе кои што се прави што сака, така. И сте го слушнале тој израз, дечкото е цар, прави што сака. Ама тие царства се сплашувам дека кратко траат. Може би многу пократко тоа што ние го имаме на ум. Кратко траат. И денес, знаете што? Денес не сакам, додека зборувам, и овие следни недели, значи, не сакам да се фокусираме на ова е за сестра ми, ова да беше мајка ми да го слушне, ова не знам, требаше да слушне таа една другарка што ми го кажа тоа и тоа. Значи, да не се фокусираме на луѓе лево и десно од нас, да се фокусираме на нас самите. Секој да биде фокусиран на себе си и да си го поставиме прашањето реално. И ова е прашањето што сакам да го поставиме ние. Зашто? Дали сум на вистина одговорен за мојот живот? Дали сум на вистина одговорен за мојот живот? Што сметам дека е суштинско прашање. Дали сум на вистина одговорен за мојот живот? Дали преземам одговорност? Дали сметам дека дали мојот живот, кога некој би го погледнал вака од страна ќе рече ова е човек кој што еден ден ќе одговара пред некого. Значи можеби тоа ќе го обсервира некој што не верува во Бог, ќе рече како и да е, значи овој човек кој што живее одговорен човек, ова е одговорен човек. Заради тоа што на самиот почеток книга Создавање или прва книга Мојсеева најлесно се наоѓа, тие што и гледаат овие видеа на самиот почеток на Библијата, 8 страна. Вика вака, 26 стих, да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над птиците и над добитокот, над целата земја и над сите гадинки што лазат по земјата. Значи, Бог го создава човекот, и во 7 стих вика, и Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. И благослови и им рече, плодете се и множете се, или преведено на македонски современ, имајте деца, и наполнете ја земјата и господарете над неја и овладете ги морските риби и небесните птици и сите животи што лазат по земјата. И Бог рече, и ви дадов секакви билки што даваат семе по целата земја.
и секакви дрвја што во себе имаат семе според својот род и вид, тоа да ви биде храна. И на сите земни зверови, и на сите небесни птици, и на се што се движи по земјата во која што има душа, им ги дадов овие требни растенија. И така стана и виде Бог дека сето она што го создаде. Не само што е добро, тука е многу добро. И настапи вечер и настапи утро, шестиот ден. Плодете се и множете и претходно господарете и исполнете оваа земја. Тоа господарење е првиот мандат. Значи, немаше 10 заповеди, немаше псалми, немаше ништо. Првото нешто кое што Бог си го кажа, како тројство, ајде да направиме и да создадеме на нашата слика. И за тие да бидат на вистина на Божјата слика, на мојата слика, Бог вика, тие ќе треба да преземат одговорност. И тоа значи дека нешто им е дадено, и тоа дадено им е овој дел од универзумот, значи дадено им е оваа планета. Јас лично верувам дека во Божјиот план, оваа планета била само почеток на оно што Бог сакал да ни го даде на сите нас. Дека нас, де факто, од оваа планета Бог понатаму ни го дава целиот универзум, за да можеме да го истражуваме, можеби да го населиме. Знаете што? Јас не сум скептичен околу ние најави дека луѓе ќе живеат на Марс. Напротив, јас верувам дека Бог ни го дал целиот универзум. Да со него да господариме. Што значи да господариме? Да имаме одговорност за него, да го уредуваме. Ако ние гледаме планетата Земја, ние ќе видиме дека таа е создадена од прекрасни пейзажи, од многу материјали, јас би ги нарекол од многу завршени целини, но и од многу полуфабрикати. Од гранит, од мермер, од метали. Метали, не метали, кои што може да бидат спојувани на најразлични начини, и тоа е начинот на кој што ние луѓето сме повикани, да кажеме, во подрачјето на архитектурата. Што значи архитектура? Значи надградување. Архи и тикто, два збора. Надградување. Бог ни ја дава планетата и ни вика, вие сте сега одговорни да ја надградите. Тоа што сум ви го дал како материјал, да го земете, да го реконфигурирате и да можете да создавате нови можности. Да господарите со животните, да господарите со она што ви е вам дадено, да господарите со вашите животи, затоа што и за самото тоа, зашто јас тоа ви го давам, вие ќе бидете одговорни пред мене. Одговорност. И сега денес најчесто овие стихови се читаат, не знам, дали светот е создаден за 7 дена или за повеќе или за помалку, што и да е. Една од суштинските пораки на прва Мојсеева или книга Создание или на Генесис е всушност пораката на одговорност, дека ја ти треба да бидеме одговорни. И сметам дека денес во оваа наша држава, денес во оваа наша црква, во овој наш град, во мојот и во твојот живот, ова е порака што мора да биде сериозно разбрана. Затоа што неодговорноста не доведе како држава до таму до каде што сме денес. Неодговорноста и секогаш префрлањето на вина не доведе до таму до каде што сме. И овој мандат, кога нема да се исполни, опасноста е во следново. Сите ние сме го искусиле, ова што ќе ви го кажам. Не е некоја, не знам, големо откровение, не е нешто што ќе речете прв пат во живот да го слушам. Ќе ви кажам една реченица. Неодговорноста е заразна. Неодговорноста е заразна. Одиш во канцеларија ке некој, гледаш петорица, од петорица, четворица работат, еден се гледа дека не работи. Идеш после 6 месеци, гледаш дека више овој придобил некого, заразил со оваа неодговорност, тројца работат, двајца се туристи. После година, 2-3, гледаш дека еден цел систем станува дисфункционален. Зошто? Затоа што неодговорноста е заразна. А заразна е заради тоа што е лесна. Заразна е заради тоа што е лесна. Лесно е човек да биде неодговорен. Да ги пушти конците на животот, да ги пушти уздите на својата животна коча и да каже, знаете што, мене не ми е гајле. Мене не ми е гајле. Дури и тоа кога не го изразуваме на еден ваков начин. Многу често подсвесно. Кога ќе кажеш, кога ќе разговараш со некој како ти или како на работа, никој ништо не работи и јас заради тоа не работам. Ова кој што денеска ви го зборувам е еден од најконтракултурните аспекти кои што јас и ти можеме да ги донесеме овде и сега во Скопје и во Македонија. Одговорност.
Реална одговорност за нашиот живот, за секој еден аспект од нашиот живот. Слушнете како оваа сторија продолжува. Знаеме за Адам, знаеме за Ева, знаеме за плодот кој што некои го викаат јаболко и за јадењето на тој плод. И еве како после прекршување на таа единствена заповед има каква интеракција имаме помеѓу Бог, Адам и Ева. Адам и Ева се кријат и Бог доаѓа и знаеме што се случува секако, ама ова е повеќе риторичко прашање. Бог го прашува Адам да не си јал, значи тоа е втората глава 11 стих, да не си јадел од она дрво од кое ти забранив да јадеш. Адам пак рече, слушайте добро, жената која што ти ми ја даде, таа ми даде плод од дрвото и јас јадев. Значи вака, Адам не може да биде крив, двајца се сигурно и на лице место криви. Тоа е жената, ама не е само жената како жена, туку и оној што ја дал жената, тоа е Бог. Адам вика, знаеш што? Па ја не ни барав жена, зашто пред Ева не имаше жени. Значи, ја не ни знаев што е жена. Може би да знаев, немаше ни да барам. Значи, жената е твоја измислица и сега, како таква, како концепт, ти треба да си преземеш авторство Божие. Значи, јас не сум крив. Оно што ќе беше интересно е да видевме како Адам вика целосно преземам одговорност. Да, жената може би ми ја даде, ама одговорноста е целосно моја. Тогаш Господ Бог и рече на жената, зошто го направи тоа, а жената одговори, змијата ме измами, а јас јадев. Тука се спомнува тоа митско суштество, змија, кој што можеме го земе на повеќе начини, и жената вика, јас сум крива? Не можам ја да бидам крива, змијата. Змијата е крива. И змијата е крива, добро вика, јас сум крива на крајот крајава, еве, не е ни Адам крив, не е ни Ева крива, еве, јас сум крива, правите ми што ќе ми правите. Ова ви го зборувам заради тоа што постои една динамика која што сите ние сме искусиле. Кога јас и ти живееме во неодговорност, почнува играта на обвинувањето. Ти си крив, јас сум крив. Ти си крив, јас сум крив. И таа секогаш води во конфликти. Во едно семејство, кога не постои реална одговорност на сите членови на тоа семејство, кога некој сака да ескивира, или кога двотретинското мнозинство во едно семејство сака да ескивира, нема да помине многу време. Знаете, до кога? До првото купување на леб, до првото идење до продавница и ќе се постои прашањето, а зашто денеска никој ништо не јаде? Одговорот затоа што никој ништо не купил. И веднаш после тоа ќе се влезе во играта на обвинување кој што завршува конфликт. Па ја купив вчера или ја купив завчера или никој не купува никогаш, само, значи веднаш ние знаеме тоа реторички да го збогатиме и да де факто дојдеме во една ситуација на реален конфликт. И затоа понекогаш, морам да ви кажам повторно, како пастор, тешки се тие за мене разговори, затоа што се како некој клопче, кој што, ако ги слушате само како реторика, ама јас тогаш еднаш му кажав на него и он кога ми одговори вака, јас му реков, не можеш ти баш така да се понашаш. И кога он ми рече, ама јас не се понашам така затоа што ти, ако влезете во таква приказка, нигде и никош нема да завршите. Ако се прашате кој е одговорен точно за што во оваа целина, ќе видите една работа. Кога некој кој што дошол да разговара со вас, без разлика дали сте пастор или не, и дошол да ве убедува како е некој фина, другиот е, не знам, има рокчиња, една опашка што ја крие, во такви моменти, прв пат кој ќе поставите прашање, а како можам да разговарам, ајде да разговараме за твој дел на одговорност во оваа цела ситуација, сега да кажеме на работа. 90% тоа се неуспешни разговори. Зошто? Затоа што луѓето викаат, ама ја не додов да разговарам за мојата одговорност. Ја додов да разговарам за неодговорноста на некој друг. Ако сега треба ние да разговараме за моите обврски, за моите одговорности, ја немам што да разговарам. Ќе си одам. И секогаш, не знам, овој е крив, сите други се криви, како и во овој пример, стара книга. Библијата е стара книга. Дури некој ќе си рече, што чита тук црква од оваа стара книга? Јас ќе ви кажам, многу интересно што е стара книга, а што на едно структурално ниво ни зборува за нашите ситуации и нашите состојби денес. Неодговорност, обвинување. Ама јас, ама да не бев, ама да не живеев на ваков начин, ама јас да немав ваква ситуација, ама тогаш во мојот живот да не се случише баш тоа.
Понекогаш разбирам, ако станува збор за здравствени проблеми, ако станува збор за нешто што е сериозно, ама многу често нашите изговори не држат ни грам вода. Како што не држија на Адам, како што не држија на Ева, наместо да се влезе во процеси на препознавање на нашата одговорност, на прифаќање на нашата одговорност и на живот според одговорност, ние сакаме да влеземе во една друга фаза, обвинување, барајќи виновници околу нас, секојаш околу нас, ама знаеш, она ме запозна со него, ја него не го знаев, ама знаеш, он всушност, таа е негова братучетка и сега ми мене жена или што иде. Значи, тоа се цело време надворешни фактори кои што ние сакаме да ги вовлечеме во една равенка. Ама таа равенка, на крај, ваквата равенка на обвинување секогаш има еднаква на конфликт. Никогаш не познам ниту еден конфликт кој што е разрешен врз основа на овие принципи. Знаете кога ние одиме напред во нашиот живот? Знаете кога еден конфликт се разрешува? Кога ние преземаме одговорност за нашиот живот. Само тогаш. И кога ќе сватиме дека дури во најзамрсените ситуации и ние имаме одговорност, и ние имаме вина, дека и ние сме придонеле во таа цела заплеткана ситуација. Никогаш немало фајде, немало исход кога ние влегуваме во обвинување на другите. Да не беше ова, да не беше онаа ситуација, да бев родена на друго место, да бев роден во друго семејство, да бев. Тоа се често пати хипотетички нешта и тоа се многу често, слушнете ме добро, тоа се многу често мои твои димни завеси. Да збориме за ланскиот снег, да збориме за работи кои што можеби да се имале влијание врз нашиот живот, ама никогаш преку зборување за тие нешта да не дозволиме да позборуваме за нешто за кое што имаме реална одговорност, а тоа сме ние самите нашиот живот. Никој во црква не чита Библија. А ти читаш, не збораме за мене. Јас зборам дека никој во црква не чита Библија. Знаеш што, мислам дека црквата славо се моли. А ти се молиш ли? Не е тоа поинта дали јас се молам. Имам чувство дека црквата не се моли. Никогаш ваквите разговори не довеле до некој христијански исход. Никогаш. Најголемите конфликти може да бидат надминати. Не викам комплетно, не знам, со конфети решени, ама надминати. Кога барем една страна ќе застане здраво и ќе каже, знаеш што, ќе погледнам назад на генезата на оно што се случувало и ќе се обидам да препознам каде била мојата вина, мојата лична вина. Најдобар начин да се соочите со вашето одбивање на да се огледате состојба вашиот живот е да влезете во брак. Најтопло ви препорачувам. Затоа што имате огледало во вашиот сопружник кој што оди лево и десно и кој што на површина ќе ви изнесе сите ваши и најмали илузии за себе си, за животот и за се друго. И понекогаш, кога тие нешто излегуваат на површина, ние си викаме, ова е опасна работа. Опасна е. Ама дури и во таквите клопчиња, ние треба да се огледаме, можеби од една временска дистанца или како иде, да имаме срце да кажеме, знаеш што, ова нешто, иако можеби јас реално не сум го предизвикал, на површина покажа некои мои карактеристики кои што едноставно не се добри. И сакам да преземам одговорност за нив. Адам и Ева сакаа да избегнат од одговорност. Она што повторно ќе ви кажам како прашање е за мене клучен почеток на еден ваков, на вакви неколку недели. Јас се надевам дека повторно ќе се вратите следната недела. Не со листа на луѓе кои што требале да бидат одговорни, не со листа на луѓе кои што требале да се молат, туку дека ќе се донесете самите себе назад овде во црква, за да разговараме. И вие знаете дека сме ние отворена црква. Значи не сакаме маски, не сакаме приказни, сакаме да бидеме искрени, сакаме да живееме автентичен живот. Што тоа значи? Тоа значи тоа немилно не значи дека се секој ќе искача надвор и ќе каже јас не бев неодговорен и направив. Не, туку секој барем пред себе и во Божјо присуство, затоа што Бог е тука и Бог ги знае нашите мисли и нашите срца,
во овој процес на овие неколку недели ќе можеме да си поставиме едно прашање, тоа е следно: дали на вистина сум одговорен? Дали на вистина сум одговорна за мојот живот? И за да ви дам малку помош во однос на ова прашање, за да не биде само некој големо и генерално прашање, дали сум, да, сум или не сум, пуштете си, сите ние имаме видеоплеер во глава, така? И си пуштаме клипчиња. И во тие клипчиња многу често ние обвинуваме некои други луѓе. Многу е важно, јас и ти, да лоцираме каква вина и од кого бараме во нашите животи. Значи, кога размислувате, и он требаше, или она не требаше, или он треба, или вака треба, ова е исходот, значи, застанете барем за момент и поставете си го прашањето, зошто всушност во мојата глава, во мојот видеоплеер, овие личности, оваа една или овие две, три или овие пет, на вистина ги имаат улогите во моите видеоклипови, како што всушност ги имаат. А тоа што кога ние ќе почнеме, не од одговорот, кога ќе почнеме да си поставуваме прашања, ние ќе увидиме едно нешто. Ќе увидиме, ќе почнеме да увидуваме со Божја помош, дека многу често сето оноа што ние сме зборувале во однос на некои ситуации во нашиот живот се можеби само изговори и само обиди некој друг да се обвини за нешта кои што Бог ги ставил во моја и во твоја одговорност. Може би си мрзлив, не ти се работи, или може би си алчен, или може би проблемот е лажење, или може би проблемите се многу други и ова се само манифестации на тие проблеми, ама ние нема да можеме да продолжиме. И нема да му дозволиме на Бог да ги решава овие нешта во нашиот живот, доколку не почнеме барем со овие две прашања. Дали на вистина преземам одговорност за мојот живот? И кои се тие обвинувања? Кого јас седнувам на обвинителната клупа во видеата во мојата глава? Нека ни биде Господ на помош. И нека не води во една нова фаза на одговорност за нашите животи, што значи за нашите семејства, што значи за нашата црква, за нашиот град, за нашата земја. Амин.